Во ова видео ќе научиш за дифузија на гасови. Тоа ќе ти помогне да разбереш како се однесуваат гасовите и зошто се шири мирисот. Потсети се како изгледаат цврстите супстанци, течностите и гасовите, особено во однос на нивните честички. Прашање е како се распоредени честичките кај гасовите. Паузирај го видеото и продолжи кога ќе имаш одговор. Одговорот е дека честичките од гасовите се оддалечени едни од други и се движат многу брзо во сите правци. Дали тоа беше твојот одговор? Сега е јасно зошто гасовите го заземаат обликот на садот во кој се наоѓаат. Тоа е резултат на движењето на честичките по права линија, се додека не се судрат во нешто, во овој случај со ѕидовите на садот. Кога зеленчук гние во затворен сад, се ослободува миризлив гас. Садот ќе биде исполнет со мирис на гнил зеленчук, но нема да можеш да го почувствуваш мирисот надвор од кутијата. Со отварање на капакот од кутијата, честичките нема да останат внатре во неа. Тие ќе излезат од кутијата и ќе се шират во воздухот околу неа. Ќе го забележиш ефектот преку мирисот на гнил зеленчук. Процесот преку кој честичките ќе стигнат до твојот нос се нарекува дифузија. Дифузија е случајно движење на еден гас низ друг од подрачје со повисока концентрација, како внатрешноста на кутијата, кон подрачје со пониска концентрација, во овој случај надвор од кутијата. Овој процес не зависи од ветерот или воздушното струење. Тој може да се случи и во затворен простор каде нема движење на воздухот. Има многу примери на дифузија, но ширењето на мириси е можеби најочигледен. Може да биде мирис на храна, мирисот на телото на други луѓе, мирисот што го испуштаат растенијата за да привлечат инсекти за опрашување. Истото важи и за чадот кој се шири кога ќе изгасиме свеќа. Сето тоа се примери на дифузија. Еве еден предизвик за тебе. Ако некој влезе во просторија со свежо цвеќе, зошто е потребно некое време за мирисот на цвеќињата да ја исполни собата? Зошто не може да се почувствува веднаш? Паузирај го видеото за да размислиш и продолжи кога мислиш дека ќе го имаш одговорот. Како што честичките од гасот може да се судрат со ѕидот на садот и да се вратат назад, исто така може да се судрат и една со друга. Не е важно дали е еден гас или смеса од гасови. Судирите меѓу честичките постојано се случуваат. Тоа е како да се обидеш да одиш по права линија низ голема гужва или на пазар. Многу е тешко да одиш без да се судриш со некој и да го промениш правецот. Ова објаснува зошто е потребно извесно време за мирисот да стигне од еден дел на собата во друг. При висока концентрација на гас или мирис, на честичките им треба извесно време да се рашират, како резултат на судири со честичките од друг гас во воздухот. Тоа е дифузија. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.